Училишните звончиња оваа година останаа глуви. Учениците бараат да одат на настава. Власта не дава. Празни училишни ходници, празни училници, празни се и школските дворови. Ваква е сликата во сите училишта во Македонија на денешниот ден, 1 септември, кој сите нас не асоцира на старт на нова учебна година. Главната причина за училишта без ученици е корона епидемијата, со која живееме повеќе од 6 месеци, но инертноста на образовните и здравствените институции, кои не го искористија периодот зад нас и во ниту еден момент не покажаа цврст став, останаа само со идеи и без стратегија. Новата министерка за образование Мила Царовска го повтори вчерашното ветување, нудејќи модел на комбинирана настава. Ги повикувам општините, директорите на училиштата, наставниците, внимателно да ги разгледаат и да ги информираат родителите и децата за истиот. Во овој план, на кој се работеше многу долго време, како влада нудиме комбиниран модел на настава. И министерот Филипче го понуди истиот модел, постепено враќање на учениците во училиштата. Во однос на почетокот на учебната година и реализацијата на наставата со физичко присуство, дозволете да кажам дека препораката која што ја даде Комисијата за заразни болести е во контекст на максимална предпазливост и превенција од понатамошно ширење на епидемијата. Обвинување дека владата се уште нема стратегија за безбеден старт на учебната година пристигна и од опозицијската ВМРО-ДПМН. Наместо старт на учебна година, добивме ученици кои со право протестираат и збунети родители. За скратена наставна програма веќе 6 месеци неуспешно се говори, а протоколите за учениците наместо навреме беа изработени со закаснување непосредно пред 1 септември. Дали денешната пресконференција на министрите Филипче и Царовска ќе го смени ставот на средношколците? Тие вчера излегоа на улица, протестираа за да го искажат револтот против онлайн наставата. Велат доколку владата се одлучи за настава од далечина, тие ќе останат онлайн. Гласот го кренаа и родителите, кои се противат на ваквиот начин на учење.